Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денешново моје обраќање е со цел да одговорам на прашања и обвинувања директно упатени до мене и до Државниот санитарен и здравствен инспекторат во однос на неодамнешните случувања во Куманово. За почеток ќе почнам хронолошки. ДСЗИ инспекторира повеќе од 30 на закони. Во овој период консултирани и најексплоатирани се Закон за здравствена заштита, Закон за заштита на население од заразни болести, за кој во овој момент има и најмногу почитувања или отстапувања. Во однос на конкретниот случај, ќе бидам сосема конкретна, прецизна и најкратко колку што може. ДСЗИ изврши во конкретниот случај надзор во јавни здравствени установи во Куманово, и тоа во Центар за јавно здравје Куманово, Здравен дом Куманово, Единица за итна медицинска помош, Општа болница Куманово, Оделение за инфективни болести, и при тоа во овие установи е напишан и оставен записник кој е потпишан од присутно лице од установата. Што значи, морам да напоменам, во овие установи записникот кој е потпишан од присутно лице го имаат менаџерите на споменатите установи. ДСЗИ не прави надзори во простории на општини и нема законска обврска, ниту законска можност да доставува записници таму каде што не инспекторира. Второ, лице кое е ставено со решение од ДСЗИ позитивно за COVID-19, за лекување и, внимавајте, изолација, може да го напушти местото каде е изолирано со најава на 192. Меѓутоа, преку координација со матичен доктор, епидемиолог или специјалист инфектолог во најблиска болница, во овој случај Општа болница Куманово. Никако јавување на 192 не овозможува подаденото решение излегување вон од овој протокол. Трето, согласно решението издадено од ДСЗИ и протоколот за позитивни лица, тестирањето на позитивни лица кои се наоѓаат во домашна самоизолација и домашно лекување се изведува исклучиво по 14-тиот ден, и тоа во временска разлика од 24 до 48 часа во лабораторија на Институт за јавно здравје Скопје. Нешто што морам да ви потенцирам. Од 33.2020 до 29.4.2020 ДСЗИ има издадено 3324 решенја за домашна самоизолација по основ на контакти и 994 решенја на лица позитивни кои се на домашно лекување и домашна самоизолација. Се поставува дилема пред нас и пред сите вас. Што би се случило кога сите 994 лица кои се позитивни на COVID-19 со лесна клиничка слика или асимптоматски, а се со решение од ДСЗИ, изолирани дома, што би се случило и на која опасност би биле изложени сите ние, вие и цело население, кога само иницијативно 994 луѓе би излегле и би тргнале по патека вон алгоритмот и протоколот. Следно прашање на кое мораме сите ние да се одговориме пред сами себе и пред законот. Многу важно. Зошто некој би бил привилегиран да може да го крши алгоритмот, да го крши протоколот, да се тестира 2, 3, 4, па дури слушаме од медиумите и 6 пати. А некој
да го почитува протоколот, да седи 14 дена во самоизолација, да ги почитува сите правила кои во оваа држава ги наметнува, односно ги кажува Комисијата за заразни болести преку Министерот за здравство и кризниот штаб на владата на Република Северна Македонија. Прашањето е многу деликатно. Го поставуваме пред сами себе и пред сите вас. За сите недостатоци кои ДСЗ ги констатира, ќе следуваат прекршочни казни. За одредени недостатоци е иницииран стручен надзор во Лекарска комора. Последно, што сакам да ве информирам сите, во однос на соработката на ДСЗ со други институции, во изминатиот период вршиме координирани надзори заедно со други инспекторати, меѓутоа и со дел од некои сектори од МВР, финансова полиција и секако сите институции кои имаат ингеренции во надзорите кои ги вршиме. Со тоа мислам дека одговорив и на прашањето зошто и каде се доставува информацијата од овие надзори кои беа извршени во изминатиот период во Куманово. Ви благодарам.